Често пати потенцираме дека физичката активност е многу значајна за општа благосостојба на телото и дека секој човек кој сака да биде здрав треба да практикува одредена спортска активност, па макар и рекреативно. А во следниве минути ви представуваме една необична спортска активност со која што се занимава една прекрасна дама која денес е моја соговорничка Маја Маркудова, а зборуваме за Aerial Yoga. Маја, да ве замолам да ни објасните што е всушност Aerial Yoga. Aerial Yoga е всушност комбинација на вежбање на платно со йога. Сега тоа е нешто поинтересно, подинамично и поадреналински. Како живееме ние во стресно и брзо време и секој човек се наоѓа релаксација, нешто да ужива, да се опушти и всушност се наоѓа психотерапија. И така, јас по барање, лутање, барем сега имаме можности да водиме, има балет за возрастни, сликање за возрастни, таичи, зумба се. И човек може да си најде да бира што сака. Сега битно е да си најде да се одбере што ќе му одговара на карактерот. Не на телото, пошто телото може се да прави. Еве јас сум тоа пример. Почнав на 46 години, пред 3-4 години, сега ќе правам скоро 50. И ја просто не верувам што се може мојово тело да прави. Сега, вие сте и страстен љубител на планините и планинарите. Често, меѓутоа, планинарињето е активно што многумина ја прават, а за разлика од тоа, Aerial Йогата е релативно непозната за поголемиот дел од нас. Како всушност почнавте да го вежбате тоа и како изгледа самиот процес? И ја прво, немав врска што значи Aerial Йога, дали е тешко, како се вежба, што се вежба. И случајно гледам уписи, вршим упис на нови членови, гледам слика, висата некој јажиња. Гледам видеоклип, прават кореографи. И вака гледам, викам, ова сум јас. Јас има ова да го вежбам и јас има да успеам ова. И така почнав, пред скоро 3-4 години се запишав. Прво кога почнав, немав сила да внесам нога во платно, немав сила со рацеве да се кренам, треба многу физичка сила. Ама со тек на времето, со љубов. Многу треба љубов, редовност и слушање на инструкторот. Многу поздрав до Маја, мојата инструкторка, што ме воведе во ова, сега поздрав и до Ивана. И од ден на ден се повеќе напредуваш и после кога ќе се видиш, не можеш да поверуваш се што можеш да правиш. Кои се тие бенефити што ги почувствувавте од вежбањето? Гледаме спрема темпераментно да не одговара. Йога ми беше така смиреност, многу смирено и ми требаше да ме смири. Ама да не ми биде досадно, требаше нешто адреналински да биде. И затоа ова е некоја комбинација помеѓу адреналинот и смиреноста. Многу интересно. Секој ден учиш нешто нови фигури, нови елементи. Многу убава енергија има таму. Кои вежба, дали млади или возрастни? Кога се запишав, бев највозрастната група. Сите беа млади и им благодарам многу на поддршкава што ми ја дадоа таму. Вежбаат претежно млади, има и неколку момчиња што вежба, може секој да вежба. Се е во главата. Ние всушност имаме бариери во главата. Кога ќе се поминат тие бариери, се може да се направи. Маја, зошто би ја препорачале Aerial Йогата како активност на сите оние кои што можеби размислуваат што ново да воведат во својот живот и да бидат физички активни, да се чувствуваат здраво и убаво? Aerial Йогата е многу добра затоа што е забавна. Никогаш нема да ви биде досадно. Го активира секој мускул на телото, многу влијае врз психичката и физичката активност на целиот склоп на организмот. Многу влијае на самодовербата и само да кажам, се што и да правите треба да уживате и да го сакате тоа. Одлична поента за крај, Маја, благодарам многу за одвоеното време и за споделувањето на сите овие искуства со Aerial Йогата, која верувам ќе инспирира и многумина што во моментов не слушаат и не гледаат. Благодарам и на вас.